Студенти и представници на младински организации започнаа дебата за изработка на нов модел на студентско организирање, кое треба да биде дефинирано во рамки на новиот закон за високо образование. Иницијативата има за цел да ги прибере мислењата за нов модел на студентско организирање. Овие консултации ќе помогнат во дефинирање на аргументи и предлози што би се доставиле до надлежните институции за подобрување на решенијата во рамките на законот за високото образование. Генерално на дел од универзитетот она што ни го посочија студентите дека не знаат дека постои студентски парламент, не знаат како функционира. Наука има сосема друга приказната. Студентите знаат дека постои студентски парламент, меѓутоа студентскиот парламент во изминатата година реши да распише избори кога академската година е завршена, не поднесува финансиски извештаи. На универзитетот Гоце Делчев студентите плаќаат за студентски правобранител, меѓутоа не постои студентски правобранител во последните 10 години, барем така тие ни посочија, така што генерално постои ниска информираност, односно студентските парламенти не се транспарентни и инклузивни во својата работа, но најважно од се тие се навладина организација и дури кога некој заинтересиран студент ќе сака да им се приклучи, ќе сака да го реформира тоа што тие го прават, ќе сака да види нивен финансиски извештај, ќе сака да се кандидира за избори, не може тоа да го направи бидејќи се она што го прават студентските парламенти до сега не е достапно за широката јавност. Сегашниот модел на студентско организирање се покажа дека воопшто не е ефикасен. Истиот е застарен во споредба на моделите кои се имплементираат во европските земји, истакнуваат организаторите. Постојат механизми кои што секаде во Европа се развиени за вклучување на студентите во текот на нивното студирање. Оно што се случува кај нас е остаток од од поранешниот политички систем кој што на организирање во студентски парламенти, кој што мислам дека е време конечно веќе да се разгледаат сите тие работи, да се адаптираат на современите услови со кои што се соочуваме денес. По завршувањето на дискусиите ќе биде изработен финален документ со препораките и насоките на студентите, кој ќе биде доставен до Министерството за образование и наука. Консултациите се во организација на Младинскиот образовен форум и Фондацијата Отворено општество Македонија.